Добар ви ден, драги мои, и поздрав до сите вас што сте покрај малите екрани. Онака како што ветивме минатиот викенд дека ќе бидеме на истото место со вас, еве така и остваруваме. Па нормално дека ќе оствариме, не сме ние политичари па само да ветуваме. А иако и ти и ние се занимаваме со слична работа. Продаваме магла на народот. А народот што да прави? Осиромашен како ураниум, па верува. Ама јас не сум сигурен дали да верувам во она што го пренесоа порталите, дека таму некаде во Пехчево некој си полицаец каснал командир за прст. Не знам дали е точно, ама ако е, не ми е ни чудно што го каснал. Гладен бе обичниот народ, мора нешто да касне. Да, тој подал рака сигурно, да се ракува, да се поздрави, ама ете, во дух на нашиот ментален склоп. Колку да има нешто да се касне. Нели? Веќе нема да е гладен народот. Готово завршена работа. Или пак, добро, нема да мисли некое време на тоа дека е гладен, бидејќи се дигна минималенцот на 18. Што се чудите, бе? Не сантиметри, туку 18.000 денари. Абе, од кал да е, само од Куманово да е. Ви реков јас одамна, ама не ми верувавте. Туку да ви предложам друго, да земете уште некој од Куманово во влада, затоа што нас и така не сметаат многу дека сме од Македонија и ќе ви дојдеме нешто како странски експерти. Ето, па кога ќе си појдеме ние нагоре, малку така ќе ве повлечеме, вие одназад малку ќе не подгурнете и така ќе си влеземе во Европската унија. Томон, што? И ќе бидеме подготвени за нивниот грчко-римски слободен стил. Со виножито над нас. Значи, оп и ете не горе. Ма, таа работа е свршена, бре. Иако некои по посетата на премиерот на Брисел рекоа дека и овој пак за влакно ни избегнал датумот, јас реков дека што е арно ќе пофалиме, значи. А до некаде ми се чини така поарно врви работата. Бугарија, Брисел, максимална минимална плата, И ништо страшно, ако сега побегнал датумот за едно влакно, следниот пат ќе пушти повеќе влакна и готово, еве не со датум. Само ние да одиме напред. Доста е веќе назад. Напред и тоа сите заедно. Бидејќи и така веќе се ни измешано. Само заедно. Измешано е себе. Јазик македонски, албански, ромски, пасош бугарски, музика српска, кафе турско, маса шведска, а салата нормално руска. И ќе се однесуваме потоа како во даночно, урбанизам, управен одбор, администрација, седно, нешто што и да е, ама слично на тоа. Иако работата не е завршена докрај, ќе викаме само давај. Па и така русите ни го признаваат јазикот без проблем. Па ние кај нив сме завршиле работа со јазикот уште за време на војната и по војната, до 48 се. Завршено и тоа комплетно. Да, сега е по-друго време, нели? Сега сме свртени кон запад. Па после велат сме им дале се на албанците. Па нормално дека и на нив ќе им дадеме, па на нас Албанија ние на запад. Што се чудите? А вие сте ни пред нас и на прво место. Па затоа само вам ќе ви покажеме што тоа ќе гледате денес во Нема љутиш. Па тој ти збору, јас сам све тој убаво размислија. Јас сам направија план и анализу. Имам ја план како да работим. Ти ке работиш? Да. Такав, дотеран. Што има везе, бе, мајсторе, ке се пресоблеш. И ке ми даеш некој радничко како твој и готово, што? Ајде ако сакаш да работиш. Еве ти лопата, работи. Она не е дошла на терапија каде мене има едно добри 3 месеца. И јас се многу секирам за нјум. Може некој да те ритне кога играш фудбал, или ако се не дај Боже степаш па те прво бутне и после те ритне. У ребра. Зашто викам да пију зелен чај? Па за ославнување, бе, досека, како зашто? Јак, бре, не бива. Абе, да гледаш овој листче, ја ке ти ги читам броеви од извештај. И ке ми кажуеш дали ги има тие броеви. Ја што ке ти ги прочитам кој мене у колону. Гледа, све он и негови муки. Само ти ли имаш, бе, муки? Ја немам ли муки? Дај, бе, малце погледни около себе, бе. Други људи немав ли муки, бе? Помисли на њима. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките.
се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто несмениви беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Ама не ме нервирај. Ке те ударува еден пут, све зуби ке ти ги искрш. Удари бе, може ти се, ама ќе си ставил нови, порцелански. О, ти ке ставиш нови. Па знаеш и колко е тој скупо, бе. 25 години искуство и преку 25.000 случаи. Нови порцелански заби за 2 до 4 дена. И тоа не е се. Еден заб за 30 евра. Ама и тоа не е се. Плаќате на рати. Арно, ама и тоа не е се. Гаранцијата е неограничена. Ви прават нови бесплатно. Стоматолошка ординација Орбидент, доктор Зоран Калевски, 070-334-629. Еј, па ово е стварно ефтино. Не е ефтино, реално е. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ290. Премиум грижа за вашето тело. Види ова кој ставлja. Седу ја дома такој и мислу. Ба се Стојко, бре, седи ти, само седи, ама немој да мислиш. Малуте. Што ја ме гледаш, магаре мисли, луѓе размишлјав. Абе, гледа njega, он што збори. Сакам да кажу, џабе работи, џабе не седи. Тој су стари луѓе, кажале такој. Ха, стари, викаш. Па има ли и постари од тебе, бре, баца Стојко? Абе, гледа, за работу ти збору, бе, да појде напредица. Да, бе, да, за работу. Ти како си биел туј Германија, па све за работу збориш. Работа па работа. Тој ти збору, дека работа треба да има, да појде напредица. Па на нас ни појде напредица, еш тате като умре. Како такој? Па луко како. Тате док беше жив имаше тамо тие курие, шума, колко сакаш, отиде на сече, 10 кубика дрва донесе дома. Надвор ладно, минус 10. А ми унутра само бутамо дрва, он шпоред боботи и вруќо ми сви назад. А после? После тате умре. И ми тие курие продадемо, па почнемо да купуемо дрва, ама место 10 кубика сак 2 кубика зима сме. И? И ништо, викам ти. С 2 кубика што ќе правиш надвор, па минус 10, а ми унутра помалце дрвца стављамо и унутра ладно и ми сви напред, на куде шпоред. Напредица, викам ти. Па тој ти збору, јас сам све тој убаво размислија. Јас сам направија план и анализу, имам ја план како да работим. Све си размисли. Жив ти све, ај кажи ми га план. Слушај овакој, за почеток, ми ќе оформимо певачко друштво, овде куде тебе у гражу. Разбираш? Па туј ќе си плаќамо они чланарину, редовно, разбираш? Туј ќе се збирамо, ќе се дружимо, ќе едемо, ќе пиемо. Ќе едемо, ќе пием. Да. А кај ќе поем? Они ќе поем кад ќе си се враќам на куде дома. Ми ќе си поема дома. Разбира, све сам ја тој размислија. Еве, уедно ќоше у гаражу, ќе отворимо продавницу. Нема штета, ќе капе по нешто, разбираш? Нема штета. Нема. И што ќе продавам? Како што ќе продавам? За почеток ќе продавам петарде, бе. Они ќе се враќам назад ноќе, бе. Ке ги има кучишта тие по ниве што иде, ке ги испоизедава. Кој фрдиш му петарду, разбегав се кучиња. Нема штета. Нема штета. Нема. А друго што ќе продавам? Ке продавам, абе јас сам све смислија, Ставре, све сам смислија. Знаеш ги оние светињки што ги турав, оние, кажи каде, рудари кај ќе се спуштив доле. Знам. Ке продавам такви светињки, кај ќе се враќав, ке си светив со ним пред пут да не се утепа негде, у некој дол. Па ке продавам гумени чижме, до овде. Кал бе ноќе, бе, кал ноќе, да не гази по кал, кој друго е гумена чижма, нема штета. Ти си, значи, све смисли. Па да, имам ја још какви планови имам, што ми све текнуе. Текнуе ти викаш.
На мене знаеш ли што ми текна, бре, баца Стојко? Све убавото е, ма што не ти текне да отвориш ти тој певачко друштво кое тебе у гаражу, а? Не, бе, Ставре. Па ја имам младу жену, бе. Па што ќе каже село кад ќе почнем да се збирам куде мене, бе? Таквој. Па види овакој, баца Стојко. Што и да каже село? Она ес млада, ама напана. Па нема штета ти тако го зема. Масторе, бе, што се закопае толку? Како диплому да траиш некој? Абе, не терай мајтав с мене, не ти личи, постар сам малку. Оставија ме самога да работува. Нема радници, нема кој да работи. Нема кој да работи. Ја ќе работи. Ти ќе работиш? Такъв, дотеран. Што има везе, бе, масторе, ќе се пресоблеш. И ќе ми даеш некој радничко како твој и готово, што? Па, ајде ако сакаш да работиш. Еве ти лопата, работи. Ти одма, еве ти лопата, работи. Па работи, што друго? Како што друго? Знае се што е прво сега. Колко ќе е плата? Плата? Плата 18.000. Сак покачена, загарантирана, свак први. У почеток, а понатамо 25. 1000. 1000. Ама понатаму. Понатамо. И па ако не, ајде да дојду ја понатаму, кај ќе биде 25.000. А сак ти продуж. Ај! Ке работае. Да? Ало, добар дан. Добар дан. Кажи. Сигурно се прашувате кој сам ја. Нема бе ја што да се прашуј. Тебе ќе те прашам. Кој си ти? Јас сам психијатар. Психијатар? Да, ама на вашу бившу жену, ако ме разбирате. Разбирам ја до толку. И, кажи. И видите вако е, она не е дошла на терапiju куде мене има едно добри 3 месеца. И јас се многу секирам за njom. А и само да ви напомну дека ќе иду за кратко на одмор. Сак малко само тесно с паре, па ви ја замолија нешто. Значи, например, ако може да му пуштите едну SMS поруку дека ви многу фали. Или још болje, например, да ву се јавите и да ву кажете дека нема више да ву плаќате алиментација. Мрш бе, ѓубре едно. Може и тој, још болje, ама на њума, не на мене. Може. Ало? Клоца. Клоца се или рита се исто, ама различно. Какво? Па тако е убаво. Може некој да те ритне кад играш фудбал, или ако се, не дај Боже, степаш, па те прво бутне и после те ритне. У ребра. Крава знае да ga ритне онога што го музе. Какво? Па тако е убаво. Најверојатно ни она не знае зашто ga рита, ама ga ритне. Клоцање е нешто пософистицирано, понежно. Бебиња с њино клоцање у стомак на мајку најавујев дека се ближи време на њино раѓање. Ја имам колегу од село. Кажувај ми е дека кад бија дете немало фудбал од њино село. А деца како деца сакале да се игра, па играле тртешко. Хајде, што е тој тртешка, викам? Па вика, он еден се намести овакој, а други ga ритав. Или ритав му клоце. На крај лега оној што најслабо ке удри клоцу.
Викав ми оние мои другари за лангури, досе ти ни се водиш, ни се тераш. С тебе досе не се искача на крај. Ако те викамо, жена ти вика по тебе. Ако не те викамо, ти викаш по нас. Не се искача на крај. Да, бе, викам ги. С мене не се искачало на крај. Ај викнite ме на пиење па да видите како се искача, а? А не само кад треба да се работи. Ја на училище зашто га викав магаре на свадбу? Да носи. Бре, па ја чак и у театар кад сам ише, бе, све носечки улоги сам имаја. Све. Доста ми е више, неќу. Важи, викав, важи. Еве ќе те викнемо. Ќе те викнемо досе на зелен чај. Зашто, викам, да пију зелен чај? Па за ославнување, бе, досе, како зашто? Јак, бре, не бива. Мене тате ме научија од кът, он ми одамна каже, досе, ако сакаш да ослабнеш од зелен чај, качи се на планину и набери ga, ќе ослабнеш 100%. Не, бре, дечки, тој од чај, од годинке. Не, пија, не пија, исто ти е. Године су тој. Но вие године, како и да се завртиш, ода гузица ти паат позад. Еве, ја, например, за еден месец изоду негде 100 километра. И за исто тој време, еден месец, нели, испију негде од прилike 3 кила ракију. Толку тата ми дозволуе. Што значи не е многу. 3 на 100. Економичен сам и не трошам многу. Нити па имам некој бол у тело. И за тој немам, бре, намеру да ослабам. Ја и на доктора му кажа кад ме праша, најголем бол осеќам кад сам пред банкомат. У Кипру се цел. Срце ми замрзне, бре, од што сам у минус. Да. А плюс плата касни свак месец, све повише и повише. А највише касни, бре, пролет. Тако да ке морам да иду да си ги нараму дрва да донесу. И за тој не може да иду на чај. Извините. Другарче, абе да те замолам нешто. Гледам дека си на дужност. А на тебе ти е дужност све да видиш. Да? А ти видиш дека ја уствари не видам. Видам. Што треба да ми помогнеш? Абе да гледаш овој листче, ја ке ти ги читам броеви од извештај и ке ми кажуеш дали ги има тие броеви. Ја што ке ти ги прочитам коде мене у колону. Важи? Важи, бе, па ми зашто смо туја да помогнемо. Јас сум експерт за извештај. Чити. Ај. Овако е. Број 1 има ли га? Има га еден. Има га еден. Добро. Број 7 има ли га? 7 рече. Има га и 7. Има га 7. Добро. Број 9 има ли га? 9. Има га. Има га? Има га. Ај сам за четворче. Број 13 има ли га? 13. Има га и 13. Има га. Број 21 има ли га? 20. Да, има га и 20. Има га сигурно? Сигурно е га. То, царе! Број 27 има ли га? 27. Има га и 27. Јес! То, ајде, јаше добројче, Боже, поможе! Слушаме се пажливо. Број 32 има ли га? 32. 32. Има га. Има га, сигурно га има. Има га само прешкртане. Како мислиш што е прешкртане? Па тако е леко. Сви бројчиња што ми ги прочита, има ги. Само 32 и још 6 други броја су прешкртани. И што се? Добили? Доби. Давам тој листче. Друг пат сам ке си гледам. Па добро бе, ми зашто смо туј? Нели да помогнем?
Гледа како се трес. Што се тресиш како дете кад му земе играчко, види. Где се треси толку не си стар, мајко му, ајде. Абе, са, што се трес? Па ладно, бе, нели видиш? Ладно? Па ако ти е ладно, што дуваш у тие руки, бе? Па стави ги у джеб. Не може. Зашто? Па имам рукавици у джебови, нема место и за руки. Па ако сакаш да те понуду, да ги ставиш у мој джеб. Ајде, тера си работа. Нема потреба, ке си се снајде. Ке издржи. Ке издржиш? Уходи бе тамо, ти не можеш да издржиш еден филм да изгледаш, ке издржаја на ладно. Па што ме гледаш такој, кад си последни пут филм гледај, а? Ја оној пут гледај еден. А ти? Што сам гледај, леле, убав филм еден, 2 сата авантура, 2 сата романтика, 2 сата драма. Ај бе, немој да измислуеш и да лжеш, бе. Куде се видело филм да трае 6 сата, бе? Кој може тој да издржи, да изгледа? Мене ми изгледа дека ти мене не ме разбираш. А да, ти сви мои муки ги разбираш, знам ја. Гледа, се они негови муки. Само ти ли имаш бе муки? Ја немам ли муки? Дај бе малце погледни около себе бе. Други људи немав ли муки бе? Помисли на њима. Помисли бе на наши стари, еве, како су они живеле, еве, помисли на њини муки. Без струју, без телевизор, без авто. А? Не ли су имале муки? Како су они живеле? Како су живеле? Никако. Еве, видиш, умреле. Па оно и ја ќе умро од теб. Стварно ќе умро од теб. Само они негови муки. Ја малко си имам мои муки. Ти си имаја муки. Како не те срам да збориш, бе? За 2 години ново авто купи, бе. Викендицу направи, бе. 2 стана купи за 2 години, бе. Нови. Ето и те чекам. Оди сак ти живи у тие 2 стана нови. Зашто? Не ли валја? Па не валја. Зашто не валја? Па затоа што само кад кивнеш бе сви комшија ти викав на здравје. Па ти ако смееш валјај. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Ако сакате максимално да го заштитите вашиот ТВ уред, користете го Slim Style Plus уредот на Меликони. Лесно подесување без ниту едно парче алат. Изберете држач кој одговара на вашите потреби. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вие можете да ги најдете во Нептун. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село, посебно добри на свој начин. Оваа корона, значи со право никој не ја сака. Никој. Па како бе да ја сака некој кога се однесува како типична радодајка? И после толку време се шета онака самоуверена на секаде без да праша никој. Онака бе важна и со кредата глава, а во неја мисла, ете гледајте ме, ама никој ништо не ми може. Аха. Секој легнува со неја, секој се буди со неја. Секој може да ја фати, ама ниту еден не може да има само за себе. Што да ви кажам, ко да е увезено од ЕУ или од Америка. А сега со оваа плата, како најави, уште и работници ќе ни тутнат и ќе ни увезат. Да. Па нема врска, добро. И така од нив нели имаме најмногу увоз. И до сега се што е лошо ни увезол. Лошите нешта, значи ги увезовме трајно, а добрите поминуваат онака, транзица. Колку за лига на шампиони да ни пуштат. Па и тоа нема во последно време. Нема. Мислам, не знам. Короната навистина се однесува некако баш никак. И срам. Ко возачите на министрите пред влад. Исто. Ама и тој не е виновен сега. Човекот кога полагал било тешко, не? Па му се паднало и тешко прашање. Што е тоа што стои на раскрсница, не е полицаец, а регулира сообраќај?
И сега тој се замислил и веднаш побарал помош, може помош? Ајде помош, рекол тој од комисијата, помош. Еве, црвено, жолто, зелено. Жолто, рекол тој од прва. Ко да е да милионер, замисли, можел добро и пола-пола да каже, ама пола од 3,1,5 и некако не е цело. А цело е кога има се. Затоа нас ке не има и следниот викенд. До тогаш, поздрав до сите вас. Чао. Абе, викав, стари људи, џабе седи, џабе не работи. Не бе, џабе работи, џабе не седи. Ви велам, типично, нетипично. Што ми требаше? Магаре мисли, бре, човек размишља. Не ли беше така? Да, магаре мисли. Човек размишља. Абе, од калде, од